Сите има слушнато за Крали Марко. Го има слушнато од други луѓе, или знаеш историја, или па си пијаница што пиеш пиво и го знаеш од Крали Марко пивото. Ама ако е битен, зошто го нема во книгите во историја? Кјути. Можда не е до толку битен, ама се знае за кој е битен. Како се живее во Прилеп? Преубаво. Што е преубаво во Прилеп? Све. Прилеп е градот од каде што Крали Марко владеел. Затоа, логично дека на нив ќе им биде битен. Ама пред да збориме многу за Крали Марко, треба да се вратиме од почеток. Не се знае точно каде е роден, но се мисли дека потекнува од денешна Босна. Роден е во 1335 година, тој владеел во поголемиот дел од Македонија во неговото време. Прилепското кралство или државата на Крали Марко се создава по падот на Српската империја. Крали Марко станува крал по смртта на татка си во Маричката битка, што се случило во 1371. Неговата држава е вазал на османлиите. Не се знае кога е точно станата вазал на османлиите, ама е станата вазал на османлиите. Крали Марко во неговиот живот нема нешто многу направено, нема победено некои милијадници битки или на направи некоја голема империја, туку е само многу, и то многу спомнат во народното творештво. Ама зошто Крали Марко е битен во народното творештво до толку, ако не направил ништо? Во средниот век народното творештво многу опишува народни јунаци и Крали Марко бил еден од нив. И во многу песни е покажан јуначки, например како во песната Марко пие на Рамазан вино, се објаснува како Крали Марко се спротивставува на султанот Сулеман, иако не се во истиот временски период точно. Крали Марко има надприродни моќи во народното творештво, каде што пишува дека живеел 300 години или па дека лета со неговиот коњ. Ама сепак ова не ни го одговара прашањето. Зошто баш тој? Па повеќе може да кажеме дека е на среќа, дека народното творештво на Крали Марко потекнува од Прилеп, логично. И со годините се шири ширум Балканот. И битен фактор е точниот временски период каде што почнува ова народно творештво. Дека едно прашање би било зошто не е, например, цар Самуил, зошто мора да биде Крали Марко? Ама во сличен временски период на Крали Марко се случуваат и многу други познати народни творештва во други држави, например како во Шпанија песната за Сид и во Киевска Русија што се случува Слово за походот Игорев. И не само што се ширело широм Балканот, се ширело исто така и генерацијски, затоа и до ден денеска се збори за Крали Марко. И со ваквото ширење на Крали Марко, може да се каже дека едно од најпопуларните и најпознатите личности во Балканот. И се уште се прават песни за него, како и некои познати македонски автори што имаат направено песни за него во ова време. И тоа е тоа за ова видео, subscribe и лайк, знаете како е, така иде тоа, ми треба subscriberi. И се гледаме у следно видео, ќе се молиме да не биде за 500 години пак.